Nauči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš vo ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, što i v ovoj den mi davaš sila, go iscelуваš moето grlo, moите дишни патишта, јас сум здрав и исцелен во тебе. Што зборуваш низ мене, што ми даваш водство во духот, да разберам што е твојата волја во мојот живот. Те молам за сите оние кои ги слушаат овие слова, да им се отворат срцата, да им го отвориш умот, ушите и очите, да разберат, со срцето да разберат, да се покајат. Ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се, и со радост ке ти служам. Ти си внатре во мене, и со радост ке ти служам. Ти си внатре во мене. Слава ти, Господе Исусе Христе. Дува ветер, да се поместиме на колена пред Исуса. Ти мало стадо возлюбено, на колена пред Исуса. Ти мало стадо Исусово. Одиме Јован 13 глава. Вистина ви велам, 21 стих, Исус говори за својот предавник. Овде денеска во Армакедонија, Откровение 16 ги собра сите на местото по еврејски наречено Армакедонија, каде што се прекршува една битка световна за светските царства. Во Армакедонија предавството е нешто што навистина денеска го живееме ние. Имате луѓе кои се во собранието потпишаа безобразни сатански договори со кои не тераат ние македонците да излеземе од законот на љубовта, да се откажеме од својот брат македонец во Егејска Македонија, да се откажеме од својот брат македонец од Пиринска Македонија, во Албанија не може да добие човекови права, да се откажеме од името, од јазикот. Ме тераат, изнасилуваат, исцелување на грлото, да бидам друг идентитет. Мене семокниот татко ме запишал Македонија и македонци и останувам македонец. Идентитетот би го променил и сум го променил, од тих останувам Исусов, само за Исус Христос, не за сатански масонски организации. Јован 13:21, Исус говори за својот предавник. Ти му правиш референдум, не потпишуваш, тој те пика насило во организација, насило потпишува договори, те лаже, краде. Татко на лагата е сатаната. Трагедија е што одреден број на луѓе гласаат за лажгото. Тоа покажува дека нивниот татко е ѓаволот. Ако земете дека еден друг народ сака да ти ја земе земјата, што е сатанска доктрина, веројатно и на нивната религија. Штом го рече ова Исус потресен во духот. Пазете го, потресен во духот, посведочи и рече вистина. Знаете што е потресеност во духот кога гледате дека луѓето ве предаваат секој ден? Вистина ви велам дека еден од вас ќе ме предаде. Тогаш учениците почнаа да се погледнуваат еден со друг, не разбирајќи за кого зборува. И тој знае и ја извршува волјата на Отецот. Еден од учениците кого Исус го сакаше,
беше се навалил на градите Исусови, нему му даде знак Симон Петар да праша кој ли ќе е тој за кого што говори. А тој пак се навали на градите Исусови и му рече кој е Господ. И луѓето сакаат да знаат кој, кога, како, зошто. Не ја разбираат суштината на Божјата волја. Исус нема да пострада ако не е волјата на Отецот, за да се оствари неговиот план за спасение на луѓето, на паднатите деца на земјата. Така да и вам нема да ви се случи ништо ако сте во Исус, освен за негова слава во неговиот план. Исус одговори, оно е на кого јас ќе му натопам залак и ќе му го подадам. И кога натопи залак, му го подаде на Јуда, Симонов Искариотски. И тогаш по залакот сатаната влезе во него. Слава ти, Господи Исусе Христе. А Исус му рече, што ќе правиш? Прави побргу. Така е тоа за предавството. Си подпишал, си земал пари и мислиш дека твоите деца ќе живеат на некој остров, ќе уживаш, ќе побегнеш. Можеш за кратко време да побегнеш од македонските судови кои се слуги на сатаната, зашто се корумпирани. Политички судови, например, еден народ, една група, една партија, никој не смее да ја осуди, ја штити стратешкиот партнер, краде, лаже, убива луѓе и ја штити таа партија, мора да биде таа партија. Пазете, и тука покажува дека вие си имате стратешки партнер сатана. Мене партнер ми е Исус Христос, не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи. Никој од оние што седеа на трпезата не разбраа зошто му го рече тоа. Но бидејќи Јуда го чуваше ковчежето и исцелување на грлото и на носот, во името Исусово, некој помислија дека Исус му рече купи што треба за празникот или да раздаде нешто за сиромасите. А тој, штом го зеде залакот, веднаш излезе, а беше ноќ. Денеска е август овде, падна магла, запали оган. Работам за Царството Божјо, покрај молитвите на мобилен, ги озвучувам овие слова, го сеам семето, да се разбуди мојот народ, да не страда од незнаење. Кога тој излезе, Исус рече, сега се прослави Синот човечки и Бог се прослави во него. Така треба Отецот да се прослави во тебе, да направиш ичекор од себе припадност во негова припадност, во љубовна припадност, од себе знаење во негово знаење, од себе праведност во неговата правда, да се откажеш од нешто. Се прослави во себе и наскоро ќе го прослави. Ако Бог се прослави во него, и него Бог ќе го прослави во себе, наскоро ќе го прослави. Чеда, уште малку сум со вас, ќе ме барате и како што им реков на јудејците, дека каде што одам јас, вие не можете да дојдете и вам ви го велам сега. Каде оди тој, па во духовното царство? Зошто не може да дојдат? Па треба да поминат низ оган. Треба да се исполнат со дух, да го остават стариот духовен, телесен човек, да се родат во духовен човек, да се предадат во негова собственост и владение, да исполнуваат волјата на таткото. Ете, тоа е христијанство. Ретко кој го применува тоа. Ретко кој го зборува, тие се занимаваат со телесни учења, со поделена Христова црква на земјата, телесни цркви. Нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг. Затоа договорите што ги подпишаа македонските политичари се сатански. Тој ми забранува да го љубам братот свој во Албанија. Во еден момент на политичка сатанска подела ја поделиле Македонија. Македонци има во Албанија, во Србија. Денеска Косово прават држава на Косово. Во Бугарија, во Грција, во Турција и насекаде.
Јас треба да се откажам со некој договори. Зошто? Да излезам како цел народ од законот на љубовта. Нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг, како што јас ве возлюбив, така и вие да се љубите. Ете, тоа е суштината, да се љубите еден со друг. Тоа е христијанство, повели и љуби. По тоа ќе ве познаат дека сте мои ученици, ако имате љубов меѓу себе. И на спотовите кои слегуваат преку 50 песни од музичката библиотека на мојот татко небесен, ставени на YouTube, луѓето кои ќе видат некоја спотче каде што се покажува еден дел од групата, од некои наши средби, пуштаме фотографии. Една жена ми вели, леле, колку радосни лица, сакам и јас да се радувам. Па дојди, радувај се. Дојди, радувајте се и пак радувајте се, вели Исус по Филипијаните 4:4. Пазите сега, и не доаѓа. И само вика, ќе дојдам. Тоа е целата суштина, да дојдеш кај Исус. По тоа ќе ве познаат сите дека сте мои ученици, ако имате љубов. Имате ли љубов? Симон Петар му рече, Господи, каде одиш? Исус му одговори, каде што јас одам, ти не можеш сега да дојдеш по мене, но подоцна ќе дојдеш по мене. Петар му рече, Господи, зошто не можам да одам по тебе сега? Животот свој ќе го положам за Исус. Човекот ќе каже нешто, а потоа не го исполнува. Исус му одговори, животот ли ќе го положиш? Животот ќе го положиш за мене. Вистина, вистина ти ви велам, нема петел да запее, додека ти 3 пати не се одречеш од мене. Внимавајте кога ќе запее петелот да не се одречете. Кога запеува петелот? Па постојано пее петелот. Во овој случај, во вашиот случај, Исус вели, времето за мене се уште не е дојдено, но за вас, мисли на сите нас и на мене, времето секогаш е годно. Што е? Да љубиш, да пораснеш во љубовта, да го повикаш Исус во срцето, да те научи да ги љубиш сите. Што е тоа? Еве ги тие текстови што слегуваат по дух, значи не зборувам јас, духот ги спушта. Што е тоа што те спречува да ги љубиш сите? Седни и прашај се, како и самиот себе си. Што е тоа? Зошто не ги љубиш сите? Зошто не можеш да простиш, осудуваш? Пазете, не можеш да останеш, да издржиш, да се промениш, да се родиш во љубовта. Простете и ќе ви биде простено. Не судете за да не бидете судени. Простете и ќе ви биде простено. Кога ти простуваш, тебе ти се простува. Кога не осудуваш, тебе не ти се суди. Што е тоа што ти сади немир во срцето, да се расправаш, гневиш, мразиш, не простуваш? Што е тоа што те тера да го помниш злото со години? 1 Коринтијаните 13:5. Љубовта не го помни злото. Што е тоа? Тоа си ти. Ти си самиот. Паднат на земјата, безсилен, без доволно љубов. Ти самиот не си добар. Нема ни еден добар освен семокниот Бог. Зошто ме нарекуваш добар, кога го му велат на Исус, учителе добар? Грешен си, несовршен, себељубив, тврдоглав, непокорен, непослушен кон Отецот. Сатанас. Исцелување на грлото. Непослушен на Отецот, спротиставен на Бог, Сатана. Цитат. Постои јасна разлика меѓу Божјите чеда и децата на ѓаволот. Секој што не постапува праведно. Како мислите праведно? Па праведно во Исусовата правда, не во твојата. И што не ги сака, не ги љуби другите христијани, не е Божјиот чедо. 1 Јован 3:10.
Секој што не постапува како Исус и не ги љуби браќата своји, другите христијани. Да го љубиш не значи да му дозволиш да те труе со друг дух. Да го љубиш значи да се молиш за него, да не го осудуваш. Имаме две постојања на земјата, Божји чеда и деца на ѓаволот. Нема средина. Еве стихови, праведен е оној кој постапува праведно онака како што постапуваше Исус. 1 Јован 3:7. Значи, праведно се да постапуваш како Исус. Постапување како Исус. Тоа значи да ги љубиш сите, ама како? Како? Па со Исус во срцето. Исусе, дојди и помогни ми. Исусе, татко, еве уште стихови. И ние да ги даваме нашите животи за другите христијани. Така треба и ние да ги даваме нашите животи. Кога Исус го даде сопствениот живот за нас, ние свативме што значи да се има љубов. 1 Јован 16:17. Чии сум јас? Чија собственост? На Исус сум или на себе си, на сатаната во мене? Тоа одредува дали постапувам како Исус. Дали по собствена волја или по неговата волја. Ти треба да го завземеш местото на Исус. Он заминува, Отецот ни го испраќа Духот на вистината, Духот утешител, Духот на мудроста, Светиот Дух, без него немаме сила. Духот утешител и исцелител. Немаш сила, немаш доволно љубов, Духот на љубовта. Еве стихови. Вие сте просветлени од Светиот Дух. Би требало. И се додека тој Дух живее во вас, треба да живее во вас. Нема потреба некој да ве учи за тоа што е вистина, а што не. 1 Јован 2:27. И луѓето мислат, знам јас, нема потреба да ме учи. Духот кога живее, ти не постапуваш од себе. Духот зборува, ти не знаеш ништо, он ти кажува. Сосема е спротивно дека ти знаеш. Значи, 1 Јован 2:27, просветлени од Светиот Дух. Духот да не оживее и да живее во нас. Тоа е христијанство. Така Исус и Отецот во Дух ќе живеат во моето срце. Така примаме сила да ги љубиме сите, да простиме, да не осудуваме, да се промениме, да се богородиме, да умреме старите, да се родиме во Исус од озгора. Првим покајно во вода, условно, а потоа во водна бања во Словото во Дух. Значи, целата суштина е како Исус да живее, да управува со мене. Да бидам калемен на лозата и да давам многу плод. Чеда Божји, останете во Исусовата љубов. Чеда Божји. Во 28 стих. Останете во единство, во еден дух со Исус. Пази, битен е тој момент. Соединети во љубовта која е вечна, која никогаш не престанува. Нов цитат, каде што е присутен Господовиот Светиот Дух, тој донесува слобода. 2 Коринтјаните 3:17. Само кога е присутен слобода од што? Од гревот, од прангите на сатаната, од стариот човек. Со помош на Господовиот Дух доживуваме преобразба и стануваме се послични на нашиот Господ. 2 Коринтјаните 3:18. Целата суштина да станеш налик на Исус, сличен, да постапуваш. Кој верува во мен, ете ги тие стихови, делата што ги вршам јас, вели Исус, и тој ќе ги врши. И уште поголеми ќе врши. Оти јас си одам кај својот Отец, а тој го зазема моето место. Преобразба и послични на Исус. Еве уште. Иако јас сум физички одсутен, ова е принципот.
со духот сум меѓу вас. 1 Коринтијаните 5:3. Видете, кој ќе го разбереш тој принцип, дека Исус е во тебе. Ако му дозволиш, не можеш да му викаш, седи ти таму, Исусе, сега јас. Ти си свесен дека тој е тука и те гледа, ти си негов представник, ти не треба да го брукаш, да го срамиш, ти си жив камен во неговата црква. Би требало. И ти ќе имаш сила надприродно да живееш. Духовно соединување, оживување, живење, Светиот Дух не учи води. Он ги врши делата, не јас, не ти. Но вие сте просветлени од Светиот Дух и се ви е јасно. 1 Јован 2:20. Тоа не значи дека јас знам. Јас знам дека не знам ништо. Дека тој ми кажува. И чекам, не постапувам. А оној што продолжи да греши, продолжува е на страната на ѓаволот да си тера по свое, зашто ѓаволот греши уште од самиот почеток. 1 Јован 3:8. Ти си тераш по свое, тој себељубие. Ти мислиш дека знаеш. Тој ти вели не јади од дрвото, ти јадеш и умираш. Тој ти вели немој така. Видите, иде едно дете по улица. Трча по него бабата или мајката. И таму вели застани, оно трча, застани. И денаш ги иде кола, таа крикна, го фати, му вика застани, оно трча кај колата. Го фати па по газот и почна да вреска детето. Така и ние. Одиме, тој ти зборува, не го слушаш, ти пратил човек, не го слушаш, не те интересира, не го слушаш. И потоа викаш помош. Па после помош пам. Со стап да дојдам, со меч или со сладок збор. Првен ти праќа некој со горштив збор да те искара. Подобро јас да ги искарам, јас им велам во заедница да те искувам за коси, да ти шлапнам една по глава, да ти удрам со Библијата. Оти после кога ќе има отчитување на гревот и непослушноста во твоето тело, потешко ќе помине тоа. Ќе треба да го одживееш. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, Светиот Дух не учи и води. А оној што продолжува да греши е на страната на ѓаволот, зашто ѓаволот греши од самиот почеток. И доаѓаме повторно. Зошто немам љубов? Осудувам, не простувам. Не се покајувам, исцелување на грлото. Непокорен сум му на Исус. Па затоа што си живееш по старата, падната, ѓаволска, телесна, своеглава природа. Кој го има Божиот Син има вечен живот. Пишано е. Ете зошто немаш сила и љубов да се промениш. Кој го нема Божиот Син нема вечен живот. 1 Јован 5:12. Немаш сила, немаш љубов, немаш ништо. На крајот ќе изгубиш силата и ќе овкаш. Луѓето сакаат да останат млади, бројат 60 години, 70. С Христов војник не старее. Како па така? Духот ќе му каже на телото да биде младо, додека треба, а потоа ќе ти каже утре те собираме, заминуваш, поздрави се, ги благословуваш сите и заминуваш. Така заминува Христов слуга. Луѓето паѓаат болни. Некои го губат умот, со телото служат, не знаат кои се и што се. Телото треба да дослужи. Некој е паднат со телото, не може да се движи, например. Но умот му е бистар, за да не греши повеќе, да се покаја. Има некои имаат физички промени, например се свиткуваат, непокорност и така натаму. Зошто немаш сила? Кој го има Божиот Син во срцето и кој го нема? Кој го има вечен живот, вечна љубов. Жива река од неговата утроба. Кој го нема Божиот Син нема вечен живот. Ете зошто немаш сила и љубов да се промениш. Не си му ги дал не си му ги дал на Исуса Христа клучевите од твоето срце, кое треба да биде негово срце и е негово. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во срцето твое Исус. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Пред мене, зад мене, околу мене, во мене Исус живее.
Се што не е од Исус да си замине од секого од нас и од мене и од моето грло. Се што не е од Исус надвор во името Исусово, бегај од нас Сатано во името Исусово. Предавам се во Твоите раце, Татко мој, во името на Господ Исус Христос примам сила небесна. Изрекувам живот на секаде, живот во грлото, живот во носот, живот во целата заедница, глуви, слушни, сотрудници. Ја предавам Македонија во Твои раце. Бегај од нас Сатано во името Исусово и не враќај се повеќе. Чеда Исусови, војска Исусова, Армагедон ести, второто Христово пришествие. Амин до Божјо царство небесно. Амин. Во љубов усоврши се, да љубиш ближни спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш